L'entusiasmo che vedo questa sera non può che preludere alla vittoria, ma avete gli ultimi 7 giorni, sono quelli cruciali, sono quelli in cui dovrete impegnarvi al massimo, sono quelli in cui dovete far capire al resto del paese che soltanto con Gruevski vi sarà una più compiuta democrazia, una Macedonia in Europa e più Europa in Macedonia. Die europäische Orientierung von Mazedonien hat einen Namen. Dieser Name ist Wumro Döpemene. Mitten in der größten Krise Europas seit 1929 gab es nur wenige Länder, die eine positive Entwicklung genommen haben, die trotzdem den Mut zu Reformen hatten. Und das waren Nikola Gruevski und die Wumro Döpemene. Секогаш верува во капацитетот и потенцијалот на Македонија. Денес, ние често сум дел од тимот на луѓе кои со својот пример на трудолюбивост и посветеност ја движат Македонија напред. Македонија премногу долго беше заложник на подаништво, послушништво и колошење. Се напредуваше преку уништени судбини и згазени достоинства. Јас таков свет одбивам да оставам на нашите деца. Довербата на луѓето треба да ја стекнат луѓе кои во себе ја носат силата на аргументите. Кој само празно ветувал, а кој стегнал, зави и остварил. Затоа и сум сигурен дека со ваша подршка ќе го довршиме започнатото и ќе ја реформираме Македонија во земја на силни европски вредности. 1992 година, кога Бранко Црвенковски се појави на политичката сцена. Во истата година и во истиот месец кога Бранко Црвенковски седна во премиерската фотелја, во истиот месец ние добивме визи за да патуваме во Европа. Бранко Црвенковски е нашиот синоним за затвореност, за криминална приватизација. Она што не успеа да го направи ни една влада на Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО-ДПМН на чело со нашата влада успеа во рекордно кратко време да ги заврши сите работи, да ги направи сите реформи. И денеска секој може гордо, како македонски граѓанин, да се чувствува дека е дел од Европската слободна зона на движење, да патува низ цела Европа со пасошот на кој што пишува Република Македонија. Бранко, Заев, Чекеринска, Бучко, а во поново време и Љубе и Љупчо се друштво, кој од кој по домаќин, кој од кој по реформатор, кој од кој по успешен политичар. За разлика од нив, Никола Груевски има тим во кој што се Гордана Јанкуловска, Антонио Милошовски, Владко Јорчев, Нино Тодоров и многу други успешни македонски политичари од новиот ков, кои што имаат образ, имаат честност, имаат морал и професионален интегритет. Затоа верувајте на нас, верувајте на оние политичари кои што покажале со дело дека прават она што ветуваат. Не верувајте на збор, верувајте само на дело, на оној што направил некогаш за вас кога имал шанса тоа да го направи. Не може тука на ова место, во оваа влада, да седне човек кој што нема поддршката на Македонија. Не може во оваа куќа, во овој дом, да седне и да биде човек кој што нема поддршката на македонскиот народ. Не може тука да дојде човек кој што нема поддршката на граѓаните на Македонија. Не може да направат фалсификат, затоа што премногу не има, затоа што волјата ни е голема, затоа што одлучноста ни е огромна. На 5 јуни излегуваме и велиме: Македонија е тука, Македонија го задржува Никола Груевски како премиер и како лидер на македонските граѓани, лидер на македонскиот народ. На 5 јуни во Македонија се одржува историски референдум на кој громогласно ќе кажеме:
да за подобар живот, да за напредна Македонија, да за борба против криминалот и корупцијата, да за одбрана на македонската сувереност. Драги пријатели, длабоко навлеговме во реформите, за кои искрено веруваме дека ќе ја помрднат Македонија во вистинската насока, ќе ја направат модерна европска држава. И верувам дека после нови 4 години упорна работа, луѓето на вистина ќе се чувствуваат безбедни и конечно ќе прифатат дека пред законите сите сме еднакви и никој нема да биде поеднаков од другите. Ова вечер ме посетува на вечерта кога ја славевме самостојноста. Тогаш огромен број граѓани рекоа да за самостојност. На 5 јуни ќе се чуе уште едно големо да, ако Бранко и неговите марионети прогласија дека на нивниот митинг имало 70.000 луѓе. Колку би кажале кога би застанеле овдека пред вас? 130.000, 150.000. Но ние, драги пријатели, не лицитираме со броеви. Луѓето за нас не се бројки. Тие се живи суштества, со чувства, со достоинство, со свој став. Драги пријатели, политиката е борба на идеи, а раководењето со државата спроведување на победничките идеи. Она што нашиот противник никогаш не го разбра е дека не можеш да обстанеш на политичката сцена ако немаш што да кажеш и ако немаш што да понудиш. Еве им ја тајната на нашиот, речи си, двојно поголем рейтинг и подршка после 4,5 години. Тајната е во споредбата. На една страна ништо, само афери, лажни ветувања, бесконечна транзиција и еден пополнет прашалник. На другата страна изградба, на другата страна грижа за, речи си, секоја група во Македонија. Тоа е ВМРО-ДПМНЕ. Таа разлика граѓаните секој ден ја живеат. Новиот автобус, тој е реален. Секој пензионер може да погледне дали пензијата му е навистина зголемена или му се украдени 8% како во времето на Бранко и Радмила. Давањето можност секој да може да си го купи дворното место за 1 евро квадрат стана реалност која користат над 100.000 домакинства во Република Македонија. Легализирањето на дивите градби го враќа мирот и спокојството кај над 300.000 семејства во Република Македонија. Намалувањето на акцизите и поместувањето на старосната граница за увоз на автомобили им помогна на над 50.000 граѓани на Македонија да дојдат до автомобил. Реалност е дека 41.500 хектари необработена државна земја за символичен надоместок се распредели на илјадници македонски земјоделци. Реалност е дека со новите факултети и дисперзирани студии високото образование го направивме достапно за секој човек. Реалност е дека и НАТО и Европската Унија јавно обзнанија дека Македонија ги направи сите потребни реформи за членство во НАТО во 2008 и за почеток на финалните преговори за членство во Европската Унија во 2009, заради што Европската комисија даде препорака за почеток на овие преговори. Реална е изградбата на националната арена Филип II во Скопје.
резултатите се гледаат, резултатите можат да се доправат. Ете, тоа е она што не разликува. Тоа е она споредба што се прави. Освен овие разлики, има едно прашање кое никако не му дава на Бранко и малата група околу него да порасне со својата поддршка. А прашањето е: каде порано одеа народните пари? Како сега може? И покрај тоа што драстично ги намаливме даноците во овие 4,5 години, да одат средства за огромен број на проекти, за зголемување на плати и на пензии, да има средства речиси за секоја група во Република Македонија. Одговорот кој еве ние ќе им го дадеме, за да не ги држиме во дилема, е: пари има ако не се краде, ако народните пари не се делеа на еден мал круг на луѓе, ке никнеа и згради, ке никнеа и училишта и спортски сали многу порано од ова што денес го гледаме. Разликите помеѓу нас и нив ги има не само кога гледате во минатото. Нив лесно можете да ги видите во иднината. Ако само ги погледнете нивните главни ветувања, најконкретното меѓу нив е воведувањето на прогресивното даночно оптоварување кое го најавува СДСМ со зголемувањето на даноците до 40%, како што објаснуваат и споредуваат со некои други земји во Европската Унија. На кого му требаат повисоки даноци, ве прашувам? Не предупредуваа и убедуваа Бранко и неговите марионети дека буџетот не можел да го издржи намалувањето на даноците. Ке паднел, ке се случило не знам каква катастрофа. Им покажавме дека и буџетот ќе биде полн и преполн и пополн пред намалувањето на даноците, кога ќе се постави даночната дисциплина, кога сите редовно ќе го плаќаат она што и го должат на државата, даноците тогаш можат да останат ниски. Тоа го правеше ВМРО ДПМН. Разлики има насекаде. И греф е да се каже сите се исти. Бидејќи многу од нас дадоа се од себе, работеа посветено, како ни една влада досега, со една цел и со една мисла: да оставиме печат позади себе, да покажеме дека не се сите исти, да покажеме дека Македонија може повеќе, дека реформите може да победат. Ги повикувам граѓаните на цела Македонија: борете се заедно со мене, борете се заедно со ВМРО ДПМН, дајте ни енергија да продолжиме, дајте им на реформите сила во парламентот, за да не бидат никогаш доведени во прашање или уценети. Македонија започна да се реформира и тој процес е неминовен. Затоа кога ќе ве прашаат кој ќе победи на овие избори, одговорете гордо: ние, луѓето на Македонија, бидејќи само со вас реформите ќе победат.